Иако за прв пат седнале на преговарачка маса заедно со представници на Министерството за правда, од синдикалната организација на јавните обвинителства при УПАС, на ЕНЕР увиделе дека договореното од состанокот е променето во предлог законот кој е објавен за дебата. Законот требаше да реши дел од наталожените проблеми за јавно-обвинителската служба. Работната група го припреми за прв пат, ни беше дадена можност во Министерството за правда од сите профили на јавно-обвинителски службеници да ги кажеме проблемите и да го средиме стариот закон, бидејќи тој имаше многу фалинки. Меѓутоа, потоа излезе предлог законов на сајтот на ЕНЕР и таму беше сосема во некои делови што нас ни се битни, како платите, како дежурствата и така натаму, различно од она што ние го предложивме. Бидејќи е веќе најавено дека после изборите или до нова година ќе се донесе законот и дека ќе се преговара со синдикатите, апелираме, значи силно апелираме, бидејќи пред колапс е на еден начин јавно-обвинителската служба, има најавено многу откази на јавно-обвинителските службеници и од таа причина сметаме дека мора да учествуваме како единствени представници во преговорите, да бидеме повикани и заедно да ги надминеме разликите доколку ги има со претпоставените институции и владата. Едно од најчувствителните прашања е она за финансиите, за дежурствата и за додатоците при работа на истраги и предмети, вели Илиева. Намалени се коефициентите, значи ние си ги уредивме коефициентите, исто како и судските службеници на еден начин. Тоа беше уредено детално со помош на сметководители и така натаму. Значи она што е најминимално што сметаме дека треба да биде. Меѓутоа беа намалени коефициентите на ЕНЕР. Дежурствата кои сега ни ги исплаќаат за цел месец и од денари, исто така беа изменети. Значи ние ги уредивме онака како што мислиме дека треба да речеме 4 до 5.000 да бидат барем дежурствата, за да бидеме мотивирани да дежураме. Нас се повикуваат поради специфичноста на службата и ноќе и дење, значи тајност на работењето, доверливост, сето тоа треба во додатоци да ни се дава, моментално ништо од сето тоа не ни се дава. Од синдикатот бараат да се усвои и предложи првичната верзија на предлог законот, а не новата во скратена и видоизменета форма. Бараат и нивно задолжително учество во преговорите, бидејќи станува збор за решавање на суштински проблеми за службата која е дел од обвинителствата во Македонија.